plaćat, zašto tije ke se udržat. Blaženi se milostivite, zašto tije se pomiluva. Ajde, braća, bili Makedonci. Kaj si me, brate, što mi praviš da je Makedonci? Plati. Čekaj da vidimo ove listo Nikolski. Kaj ste mi što mi pravite? Što mi pravite? Dobri ste mi? A, kako ste mi? Ajde učitim Super, super. Имам един подарък за тебе. Малко винце да ти дам да Ajde, sve ti zdrav, hvala ti. Čekaj, ovo je čovjek da ga vidim. Što mi pravite? Dobri ste mi? Kako ste? Super. A, stignat me pred velema. I taka. Čekaj ove luge. Što mi praviš? Dobri ste mi, junaci. Čekaj ve Stefaneve. Stefaneve, kaj si ve junace. Kaj si ve junaci. Što mi pravite? Dobri ste mi? Dođo. Kaj si ve, brate? Oj, junak me, što mi pravite? Pribere me, ajde mu na Igor. Da si nisi vidio, hvala ti mnogo. Što mi pravite vi? Slojte. Super ste. Da, Vince. A? Vince. Vince, da. Ego. Junaci. Što mi pravite? Dobri ste mi? Igor? Nije nego Igor Mazne što mi pusti informaciju. Koji beš? Ja sam Igor. Igor. On mi pušta na portalu što mi pušta informaciju. Dobri ste? Много важно от нас информацията, която България. Така. Да. Па да сите викам, пущате информации за да излегува. Ако има информация се случила, ако няма информация... Значи, Što mi pravite? една книга, Aha. трябва да ви пратиш една книга. Тя някой беше пусна във Фейсбук. Така? Една хубава библия може да ми намериш. Da ti pradam? Истинска библия. Ako? Истинска библия. Dobro. Pradam. Трябва да основни хора, които са в медийните, като Бог, Свато и ке кани ме, се
За Коросали си или не? Че за Коросва това е, нали? Добре нашел. Три нозе, обаче па. Ама на количка да сме пак сме тук. Само да сме живи и здрави. Айде там има малко ръчика да мине. Сега хубава ръчика, ще помяни да видиш. Ама да първо да завършим работа, после ракика. По една гътка И за... главният оператор на македонските организации и Божии организации. Да си си здрави. Стефче, викаше, че ще дома нещо, колата нещо не му беше говорит и Ванчо Дърво, колко не дошъл с него, че да... Ей, къде почне програмата. Нека сега положим цветя и венци пред паметника. Призовавам с минута мълчание и падане на колене да почетеме убитият преди 108 години македонски революционер.
Така. Уважаеми гости, нека сега продължим с нашата програма и каня господин Стойко Стойков да изнесе своята реч за Яне Сандански. Добър ден на сите! Добро дойдовте! Обично спремаме говор за Яне Сандански, за значението на неговиот живот, за все што направил. Меѓутоа, дали има македонец кој што не знае што направил, па да повторуваме исти работи. Знаеме и за него како револуционер, знаеме за него како храбар човек, како човек што се жртвувал за Македонија, знаеме за него како човек кој што градал цркви, кој што правил училишта, знаеме се. И затоа ова година направивме малце поинако. Уште горе започна мојот пријател, председателот на мој Линден Кирил Тилев, да со цитати од Јане Сандански и за Јане Сандански од негови современици. Мислам дека тоа е најактуелното сега, кога имаме такви спорови, апсолутно абсурдни спорови за историјата, така што наместо ние да зборуваме и да кажуваме и докажуваме, нека да оставиме самиот Јане да зборува и нека да оставиме неговите современици да зборуват. Така што тоа е што ќе следи. Само не треба да забораваме, за да не се сватат надвор од контекст неговите зборови, дека тој секој пат работеше и војуваше во едни одредени граници, веруваше дека народите се браќа и како браќа треба да живеат. За време на Илинденското востание на врв Пирин планина, откако порано ги натера врховистичките четници на бугарскиот поручник Стоенчев да ги симнат од своите капи бугарските лавчиња, Јане ја даде најјасната и кратка дефиниција на разликата меѓу централисти и врховисти. Ние не сакаме да ја замениме турската тиранија и турските султани со други такви, дури и со бугарска тиранија и бугарски кнез. Ние сакаме Македонија да биде автономна, независна, слободна Македонија на македонците. Вие сакате слободата на Македонија како средство, како етапа за едно освојување и присоединување, а кај нас автономијата на Македонија е поставена како основна цел. Ете, тоа е големата разлика меѓу нас внатрешните и вас врховистите. На 8 април 1905 година, кога ја разбива четата на врховистичкиот капетан Стојанов кај селото Кашина, Сандански ги обвинил нив, заробените, дека се платени и вооружени од бугарскиот кнез за да ја освојат Македонија и ќе им каже дека, цитирам, Македонија нема да ги плаќа долговите на Бугарија, нема потреба од бугарски пушки, бугарска помош од екзархијата. Во 1907 година, во Софија на состанок на ВМОР, Јане Сандански, според сведокот на состанокот Стефан Камилов, ја изложил јасно својата позиција. Сите кои што агитират, било тоа во Македонија или вон неа, за ослободување и обединување со бугарите, треба да бидат непријателски пресретнати од ВМОРО, исто како што се пресретнуваат српските и грчките чети. Треба да се работи за будење на сознанието на масите дека тие се самостоен народ, дека имаат право на слободен живот, дека треба да се борат за извојување на својата слобода без да се подпираат на туѓа помош, затоа што тие кои би дошле да ги ослободат, всушност ќе дојде да ги заробат. Познати се и овие негови зборови. Ние имаме своја општа политичка програма која се состои во барањето Македонија да се создаде автономна област во рамките на Османската империја. А најмногу од се плашиме од тоа нашите драги пријатели, бугарите, србите и грците, да не дојдат да не ослободуваат, зашто тие всушност ќе дојдат да не поробуваат. Долго устанува да се памтат во меѓунаселението во Мелничко и неговите зборови подобро под турско отколку под бугарско. Позната е на здравицата на Јане Сандански во Солун во 1912 година, кога тој наздравил за автономна Македонија, зарад која за малку не бил убиен од бугарските офицери. Јане пророчки ќе каже: јас не го чекам брзото ослободување на Македонија. Тоа може да не дојде дури и во моите денови, но јас сакам да го запазам народот и да го организирам, и ако тоа се случи, тој ќе добие својата слобода. Еве што зборуваат за него луѓето од страна.
На 5 юли 1905 година доктор Карл Блайнд ке напише за него во лондонскиот вестник Пал Мал Газет. Сандански се представува како единствен представник македонец. Тој си има поставено за цел да создаде од Македонија независна држава, која единствено би можела да влезе во составот на Балканската федерација. Учените од комитетот на Сандански создават граматика на македонски јазик како јазик на целата област. Дијалектот на битолскиот вилает е земен за основа на ова ново македонско есперанто. Новиот македонски јазик треба да ги потисне бугарскиот и српскиот од Македонија, зашто тој е различен од јазикот што се зборува во Бугарија и Србија. Радолфо Фоа ке напише во италијанскиот вестник L'Italia all'estero дека Јане проповедал дека македонците ќе се ослободат без мешање на соседните држави. Во Македонија не треба да има ниту бугари, ниту срби, ниту грци, ниту романци, ниту турци, а само македонци. Грчкиот вестник Кери на 1 август 1908 година го напишал следното за Јане Сандански. Тој секогаш се борел за слободата на Македонија, а никогаш не настојувал да работи за Сан Стефанскиот договор и за присоединувањето на Македонија кон Бугарија. Едно по друго објавува прокламации во кои ги подигрува оние словеногласни македонци кои се стремат кон присоединување на македонските земји кон Бугарија. Сега Сандански, кој нема никаков однос кон луѓето во Софија, се наоѓа во Солун, учи и држи проповеди за заемна дејност на елинските и словеногласните за македонската татковина. Сандански ќе ги помери елинските македонци со словеногласното македонско население. Тој може да помогне да се уништат бугарските училишта и да се отворат други во кои да се изучува словеногласниот македонски јазик заедно со елинскиот. Се разбра, таквите негови ставови не биле дочекани добро во Софија. На 25 март 1906 година, во првиот извештај на создаденото за да се наметне контрола над ВМРО, второ политичко одделение при Министерството за надворешните работи на Бугарија, неговите ставови ќе бидат нападнати на следниот начин. Интернационалноста на организацијата не значи прекинување на сите врски и одрекување од нашата бугарска народност, како што проповедат некои диви социјалисти од типот на Сандански. Луѓето кои навистина предизвикуваат сомнение во нивните чувства кон народното единство, за жал постојат во организацијата. Тие се одрекуваат од политичката целост со Бугарија и предпочитаат да создадат Македонија како отделна политичка единица. Луѓето од таа група се инспирираат од мислата дека живеат за Македонија и само за Македонија. Тие се хранат со илузии да не му дозволат на бугарскиот кнез да си стави на главата царска круна за сметка на Македонија, а исто така и да ја штити целоветоста и независноста на земјата од грабежите на кнезот. Бугарскиот министер доктор Никола Генадиев, после разговор со противниците на Сандански, ќе напише писмо до бугарскиот цар Фердинанд во кој ќе констатира дека Јане е посилен од неговите противници во Македонија и дека се начекоро тоа младите да поминат на негова страна, а неговата победа, цитирам, ќе значи прекин на националните врски меѓу двете страни на Рила, тоест меѓу Бугарија и Македонија. Бугарскиот дипломатски представник во Солун, Атанас Шопов, запишал дека приврзанаците на Сандански се го настројуваат населението против Бугарија и екзархијата и дека при војна меѓу Турција и Бугарија Сандански и Чернопеев, цитирам, ќе успеат да го победат македонското население против бугарските војски. Но идеите на Јане не доаѓале од омраза, како што кажав. Тој едноставно ја бранел својата татковина. Неговите идеи биле продолжени од неговите другари и после неговото убиство. 4 години по убиството на Јане, неговиот непријател Тодор Александров ќе признае дека наред со другите честни македонци, така исто и, цитирам, предавниците во минатото и сегашноста на бугарскиот народ, санданистите, зборуваат и агитираат дека треба да се бара автономија на Македонија, зашто таа е отделна економска и географска единица, со одделен македонски народ со своја историја од векови. А некои од нив се закануваат вака: ако по чудо биде дадена цела Македонија на Бугарија, ние ќе се бориме со оружје во рака за да не го дозволиме тоа обединување. Знаеме дека многу македонски поети напишале песни за него, но најважно е што народот пеел за него. И затоа наместо да зборувам повеќе, само ќе кажам еден стих од песна за Јане: каде е Јане Сандански, леле, четата да си ја прибере. Ви благодарам. Благодарим за тази реч, прекрасна реч, която изнесе господин Стойко Стойков. Поздрави по случай днесния събор получихме от Виножито, Друштво Пирин Австралия, заедницата на македонците от Хрватска и също така имаме поздравително писмо, което получихме преди малко, и то е
от Македонския културен форум Пула, Хрватска, до организаторите и участниците на Всемакедонския собир во Мелник во спомен на Јане Сандански, почитувани сестри и браќа македонци, и сите пријатели на македонскиот народ кои денеска сте собрани во Мелник, за да му даете почест на еден од најголемите синови на Македонија, на македонскиот народ, Јане Сандански. Примете насречни братски поздрави од македонците кои живеат во Хрватска. Големото и безсмртно дело е ликот на Јане Сандански и по повека од 100 години силно зрачат надалеку низ светот, секаде каде што не има и секогаш одново не охрабруваат и не потикнуваат непоколебливо да си го почуваме славното име македонско и да се бориме за негување и за зачување на нашите славни македонски национални револуционерни традиции, на нашето големо македонско културно наследство, на нашата преубава македонска народна песма, на нашиот прекрасен македонски јазик. Искрено се надеваме дека во условите на новиот мултиполарен свет што се создава пред наши очи и за нашиот напатен македонски народ ќе се создадат условија да бидат исправени безбројните столетни неправди што ни се нанесени. Но за тоа, драги сестри и браќа, мораме секогаш да останеме национално царство, сплотени, непоколебливи и единствени за нашата македонска кауза, зашто и легендарниот пример на нашиот голем македонски син Јане Сандански не учил и не учи, дека мајчичката слобода никој не ни ја подарува, туку мораме и тоа секогаш одново сами да си ја избориме и љубоморно да си ја чуваме в нашите патриотски пазови. Честитки до организаторите. Да е вечен споменот на Јане Сандански, царот Пирински. Сега ще дам думата на господин Васил Стеровски от Албанския парламент. За слобода, а слободниот за совршенство останува како порака за сите нас. Неговата револуционерна борба за ослободување на Македонија и неговата вера во слободата и правдата не потикнува да продолжиме со нашата борба за слобода и национални права во државите каде што живееме. Од овде, од гордиот Пирин порачуваме, ние сме македонци. Наш мајчин јазик е македонскиот јазик. Во регионот за почитување на малцинствата на репроцитетна основа, каде малцинствата ќе се гледаат како мост на соработка меѓу државите. Нека е вечен споменот за Јане Сандански и нека се сеќаваме на неговата револуционерна борба, како на инспирација за нашите битки и да продолжиме да се бориме за слобода и национални права. Вечна му слава на Пиринскиот цар. Ви благодарам. Благодариме за тази реч. Сега ще поканя на сцената Ристо Никовски, амбасадор. Драги македонци, ве поздравувам сите и сум исклучително среќен и радосен што сум денеска со вас. Македонецот го има секаде. Јас се чудев кога дојдоа првите на месец што не најдоа таму некој наш човек. И никој не може да не уништи. Меѓутоа мораме да бидеме свесни дека не прифаќаат, дека се прави се да не избишат како народ, меѓутоа ние сме како нешто неуништиво и повторно како фениксот ќе се вратиме на меѓународната сцена. Така беше и по Втората светска војна, бидејќи се сметаше дека со Букурешкиот договор, со Балканските војни, со Првата светска војна, дека македонците се веќе избришани, дека македонското прашање е затворено. Тоа не е точно. Вие живеете како лојални граѓани на Бугарија и така треба да се однесувате. Меѓутоа нема никакво оправдување што тука не уживате никакви национални и малцински права. Тоа е срам не само за Бугарија, него и за Европската Унија. Продолжете ги со вашите напори и на крајот секогаш правдата победува. Не заборавајте дека иако нашата матична држава Македонија ништо или многу малку направи за нас, таа денеска е под силен притисок да го збришат и македонскиот народ во целина.
и да знаете причината, една од главните причини зашто е така е тоа што ова ваша држава членка на Европската унија не прифаќа како малцинство, како луѓе кои тука живеете со векови. И како е најлесно тоа да се вие анулирате, да се поништите, да се избришите како малцинство, најлесно е да се избриши македонскиот народ, вашата матична држава. Меѓутоа, велам, минуваме низ еден трагичен период, минуваме низ цели харидби кои се катастрофални, незамисливи, историски неповторливи можеби, меѓутоа ние ќе излеземе како победници. Никој не може да го уништи македонскиот народ, нити било така со векови, нити ќе биде ни денеска. Затоа ви посакувам да издржите во вашата борба за правата кои универзално ви припаѓаат, а ние ќе се бориме во нашата држава да не го уништат македонизмот, иако се прави векеве веднаш после распадот на Југославија, кога беше прокламирана независна македонска држава, да не избришат, да не тргнат од меѓународната сцена сите потези кои беа направени против македонскиот народ, вие ги знаете многу добро, сепак преживеавме и ќе преживееме. Македонија ќе победи, Македонија ќе успее и вие ќе ги добиете на крајот вашите права, бидејќи ова што сега се случува мора да се исправи и решението на сите малцински права на Балкан, вклучувајќи во Македонија и во Бугарија, може да се прави само на реципрочна основа. Ако има бугари во Македонија, не може да нема македонци во Бугарија. Затоа продолжите со вашата борба, ние ќе продолжиме во Македонија да се бориме да не го затварат македонското прашање, да не го уништуваат македонизмот и ви уверувам дека ќе победиме. Трагите ќе бидат тешки, трагите ќе бидат дабоки, али нашата перспектива е светла и македонецот не може никој да го уништи. Победата е наша, да живее Македонија, да живеат македонците каде и да се. Ви благодарам за вниманието. И сега нека да приветстваме на сцената да изнесе слово Тихомир Стојановски. Мир вам! Еј, македонци! Македонио! Македонски земја, народ, култура, дух бесмртен, затоа што е пишан во Словото живо, во Новиот Завет на Светото Писмо, кое не се брише, кое не се враќа празно. Тука сме да сведочиме, да бидеме светлина на светот, да бидеме поука за народите околу нас, да ги научиме како се љуби, како се пее, како се плаче, како се гине за подобар свет, да има љубов меѓу народите, да ја почитуваме Божјата заповед на Семокниот Татко, да се љубиме еден со друг. Доаѓам во Пиринска Македонија, да го отворам срцето и да порачам, браќа бугари, бугарски политичари, отворете ги срцата на колена пред Семокниот Бог, признајте ги македонците да живееме како браќа и пријатели. Вие немате надлежност да кажувате дали има или нема македонци. Еве ги овие луѓе, доаѓам со години тука, играјќи си криенка миженка со службите, зарем ќе ми забраните да пеам, да се радувам, да зборувам. Исус Христос ме запишал, Семокниот Татко, кои сте вие, мракобесници, пазете да не станете борци против Бога. Татко мој, во името на Господ Исус Христос те молам да им ги отвориш срцата на бугарските политичари, да се покајат за злоделото што го правеле врз македонците, да ги признаат македонците, ние им простуваме, еден е судијата, да ги отвориме границите и да живееме како браќа и пријатели. Јас не велам дека нема бугари. Кој сака, нека биде што сака.
но не можеш да ми забраниш ти таму од другата страна на љубовта Исусова да ми кажеш дали нема или има македонци. Немаш таква власт. На крајот сите ќе застанеме пред семокниот Бог. Македонија е жива додека овие луѓе плачат, пеат, се радуваат, додека не има во Светото Писмо. Тука сме дојдени да бидеме светлина на светот. Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Не се брише тоа. Македонија е една голема љубов. И ги повикуваме и грците, и бугарите, и албанците, и србите, и натосаните европејци. Дојдете во Македонија да научите како се љуби. Не да ни кажувате кои сме и што сме. Ние знаеме што сме. Македонци, Македонија, пишани во слово кое не се брише. Амин до Божјото царство небесно. Македонија до небесата. Амин! Почитувани гости, почитувани домакини, мили браќа и сестри македонци. Имам чест и задоволство денеска тука да ви пренесам топли поздрави од Република Македонија во име на Сдруженијата на македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија. Ви благодарам на сите вас овде што и после 108 години го чувате споменот за големиот војвода, пиринскиот цар Јане Сандански, кој го остави својот живот горе во планината Пирин, за да можеме ние денеска да се стремиме кон совршенството. Да се сплотиме сите, да направиме културни и духовни мостови помеѓу сите македонци, од овде почнувајќи од Република Бугарија, Република Македонија, Грција, Албанија и секаде каде што не има. Само така ќе останеме вечни. Да сте ми живи и здрави, да ни е вечна Македонија. Благодарам. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто